Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски информираше дека во тек е поставување на последните слоеви асфалт на потегот од Стара рампа до семафорите кај Црвениот крст, како дел од изградбата на булеварот Македонија. Еден од најзначајните инфраструктурни проекти во главниот град. Според него, проектот кој со години бил во застој, сега се реализира со засилена динамика, при што градежните активности се одвиваат и во ноќните часови. Тој посочи дека конечно е поставена јасна временска рамка и визија за современ урбан развој. Во рамки на првата фаза извршена е реконструкција и проширување на делови од булеварот Борис Трајковски, како и на улиците 11 октомври и Пролет. Улицата Пролет е проширена со дополнителна сообраќајна лента, а раскрсниците се уредени со нови сообраќајни острови за зголемена безбедност. Надлежните најавуваат дека делницата ќе биде целосно сообраќајно обележана. Во наредните фази е предвидена изградба на нов кружен тек кај објектот Нова Македонија, како и уште два кружни текови на потегот меѓу булеварот Кочо Рацин и улицата Јордан Мијалков. Паралелно со овие активности се поставува и нова атмосферска канализација со над 60 шахти и сливници, што ќе придонесе за подобрување на инфраструктурата и управувањето со атмосферските води. Клучен сегмент од проектот е подземната сообраќајница со 6 ленти, 4 за автомобили, 2 за јавен превоз, чија цел е значително намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Градоначалникот се заблагодари на граѓаните за трпението поради привремените сообраќајни ограничувања и нагласи дека овој проект ќе донесе долгорочни придобивки за сите учесници во сообраќајот.